Добро вечер, понеделник, 24 анализа, ново издание на оваа дебатна емисија. Вечерва во фокусот ќе биде здравството и проблемите, во очекување секако на новиот министер за здравство, кој треба да биде избран во собранието. Ги најавувам моите соговорници, представници на 3 политички партии, сите доктори од различни сфери. Во студиото се Владимир Рендевски, председател на Комисијата за здравство на СДСМ, доскорешен заменик министер за здравство. Добро вечер. Добро вечер. Доктор Беким Татеши од Алијанса на албанците. Добро вечер, докторе. Добро вечер и ви благодарам за поканата. И доктор Игор Николов, председател на Комисијата, Републичката комисија за здравство на ВМРО ДПМН. Добро вечер. Добро вечер, ви благодарам на поканата. Ви благодарам на сите тројца што се озвавте на поканата. Во воведот сакам да почнам со Рендевски и со доктор Татеши. Рендевски, зошто дадовте оставка од позицијата заменик министер за здравство во состојба и ситуација кога никој не го споменуваше вашето име како дел од оние комбинации за смени и разрешувања? Искрено да ви кажам, на функцијата се нафатив минатата година, точно некаде во февруари, пред точно една година, со една моја, да кажам, заложба искуство како лекар, како професионалец во областа на здравството, да помогнам во барем малку да дадам свој придонес во подобрување на здравствениот систем. Одредени обиди, одредени мали поместувања, искрено мислам дека се направени, меѓутоа се уште сме далеку од она што навистина треба да направиме за самите граѓани, самите пациенти да почувствуваат бенефит од подобрување на здравствените услуги, а искрено и од позиција, да кажам, на заменик министер, едноставно не можев многу да помогнам во она што го имав замислено, така што од лична причина решив да се враќам на своите професионални обврски на клиниката за неврохирургија. Тоа го соопштив и до премиерот, така што и од негова страна ми беше уважена оставката и искрено и се заблагодарувам и на него лично што ми ја даде шансата колку што можам да помогнам во изминатава година. Ова би констатирала малку вака дипломатски зачинето како одговор, но веројатно во текот на дебатата ќе ги видиме и вистинските причини за она што се случува во здравството и зошто не може да се испорачаат резултати. Доктор Татеши, вие мислам 2018 или 17 бевте директор на клиниката? 2017. И тогаш се повлекувате кога Заев и Села не успеваат да постигнат партиски договор. Вие решавате, иако важите за професионалец нели во филата, да напуштите директорската функција. Сега имате официјалната понуда повторно да се вратите на истата клиника каде што работите повторно на директорското место. Па, според информациите што ги имам од нашата кадровска комисија, најверојатно би требало да ми биде понудена функцијата директор на Универзитетската клиника за очни болести и мислам дека ќе се вратам на местото кај што бев многу кратко, да продолжам со моите идеи, што тоа треба да се направи за офталмологијата во државата да биде во здрави нозе. Николов, еве во друштво сме со еден функционер кој самиот се повлече и еден функционер, ваши колеги. Ајде вас да ве прашам и со вас да почнем. Очекуваме именување на нов министер за здравство, Фатмир Меджити. Мислам пред некој ден имаше некоја од пресконференциите партиски, каде што Меджити се нарекува тотален анонимус. Човек за кој што не знаеме ништо, а ќе дојде на значајна позиција. Еве една оценка. Новиот министер за здравство, што треба да му биде приоритет во неговиот министерски мандат, кој што ќе брои ситно ако зборуваме нели за редовни парламентарни избори? Па приоритетите се многу. Ако почнеме, мислам дека целата емисија ќе ни ја земе приоритетите доколку ги набројуваме, но еве ќе ви кажам неколку работи кои што се круцијални, особено се важни за пациентите. Првата работа е она за која што сите веќе подолго време збориме, тоа е позитивната листа. Позитивната листа во државава не е променета 10 години. Власта ја добија
советување дека ќе ја коригираат позитивната листа на лекови, која што е многу важна за пациентите. Видовме дека не само за оние за ретки болести или специфични болести, туку е многу важна и за останатите пациенти. Во изминатиот период добиваме информации дека недостасуваат обични лекови. Пациентите, пак ќе кажам, за трансплантација мора да купуваат декортин од Косово, кој што кошта не многу пари, воопшто не е скап. Но дозата и лекот го нема во Македонија. Понатаму се повеќе доаѓаат информации еве од областа на доктор Меджити, кој што е меѓу другото во интерна зградата на интерна клиника, се знаеме, на конзилијарни сме се гледаат често пати и пациенти сме имале заеднички. Недостасува карбамазепин, тегретол од неговата гранка. Така да еве му, вака ако можеме да кажеме, почетен предизвик или челендж кој што би бил важен за пациентите. Исто така и за здравствениот систем, но овој пат за пациентите. Сега кога го спомнавме здравствениот систем, јас, бидејќи овој втор пат како Алијанса влегува во истава влада, владата започна со Алијанса и со министерот за здравство Таравари, еве би го предложил и би ги подсетил на нивното ветување, кое што не знам која камера може да го фати, дека најавува дека ќе ги укинат организационите, односно економските директори. Тоа е ветување кое што е дадено долго време. Насликава покрај Арбен Таравари, го гледаме тука позади заедно во придружба на претседателката на лекарска комора и Фатмир Меджити. Така да еве уште еден предизвик кој што е системски сега овој пат предизвик, за кој што сите здравствени работници и доктори сме свесни и подолго време го зборуваме и се надевам дека барем во овој краток период ќе направат барем чекори во реализација на она кое што го имаат ветувано и кое што го имаат зборувано и претходно. Да, добро. Докторе Павлев. Па ја имам две работи да ги спомнам. Не се сложувам дека колегата Меджити е анонимус во македонската медицина. Добро, јас тоа не го кажав, тоа Да, јас цитирав партиска пресконференција на не ВМРО реплицирам, ДПМН, него сакам да ви кажам дека здравствената комисија на Алијанса за албанците има многу лекари, иако еве нас и така и не викаат како партија на доктори, што и таа не е вистина, него во нашата комисија има многу квалитетни доктори, било кого да ставите во оваа позиција, ние значи како екипа ќе делуваме и нема Фатмир Меджити да биде сам. Ако некој мисли дека е анонимус и дека нема да може да одговори на здравствените барања, мислам, од колегите и од пациентите. И како второ, да, се сложувам, едната од нашите ветувања беше дека ќе ги укинеме не се тие економски директори. Да, тие по закон се организациони директори кои може да бидат правници, економисти, и сега слушам дека има и од другите области, што е нонсенс за мене. Немаме ние ништо против тој кадар, зошто да не, без менаџери во здравството е проблематично, но ако ја така со моите знања што ги имам, ако анализирате дека во клинички центар има негде 30 институции јавни, кои сите имаат двајца директори, кои имаат управни одбори, а ако излеземе од клиничкиот центар, значи здравствените домови, таму не знам, имаат исто двајца, 4 директори, колку, па има 2 управни одбори, тоа се милиони. Затоа ние ова како партија го анализиравме добро и нормално очекувавме соработка и од другите партии. Ја еве прочитав и во вашата програма предизборна на ВМРО дека и тие се сложуваат со ова. Пред тоа сме имале и контакти со Комисијата за здравство од СДС пред 2017, значи и тие се сложуваат тогаш дека ова треба да се направи. Сега зошто не се прави, тоа е веќе друг момент и ќе видиме во иднина тоа како ќе оди, али јас се надевам и морам и ова да го кажам ако имам време. Негде слушнав информација дека колегата Беким Сали организирал еден состанок со партиите, со здравствените комисии на политичките партии во Македонија и изненаден сум како не е поканета Алијанса за албанците, бар требаше и ние да сме во тие состаноци, иако слушнав дека ВМРО тоа го бойкотирал состанокот. Ја еве од тука укажувам
да седнеме заедно, дека мора да работиме заедно. Иначе вака, индивидуално ние никогаш нема да го постигнеме тоа што сите го планираме во нашите програми. Добро, само да констатирам, ако има предлог од власта за укинување на тие позиции на организациони директори, кои практично требаше да бидат нели брана од корупција. Врзан подпис околу јавните набавки да има поголема транспарентност, тоа беше и целта на тој модел, а се сведе само на одлив на пари од буџет. Значи има организациони директори кои ги сведеа долговите на нула. Значи тие се започет. Но има и такви што ствараат и повеќе долгови. Не, моето прашање веројатно ВМРО ДПМН ќе даде поддршка во собранието на еден ваков предлог. Нема да имаме блокада, да бидеме сведоци. Дискусија беше во правец во ова што го кажа доктор Татеши. Предлозите постојат, но изминативе 5 години реализација нема. Тоа е дискусијата. Зошто нема реализација? Затоа што владата почна со овие предлози, Алијанса беше во владата, се обидоа да направат, односно да ги коригираат, да ја реализираат програмата, и еве сега сме сведоци, поминаа 5 години, реализација на програмата нема. Тука би се надоврзал и на уште еден предлог кој што е многу важен за идниот министер, доколку кажавте, тоа е одливот на кадри. И би се надоврзал и ја би го поздравил чекорот на доктор Ендевски за неговата оставка, иако лично сметам дека требаше да биде порано. Заради тоа што доколку вие не можете да го реализирате тоа за кое што сметате дека ви дале функција, а е втора најважна функција во секторот здравство. Веројатно требаше да биде многу порано. Сега, за предлогот трет, кој што е многу важен, тоа е одливот на кадри. Ќе го дискутираме, го имам како посебна тема, сакам да се осврнеме повеќе. Да, Рендевски, сакате коментар? 24 анализа е темата, мислам, на емисијата. Искрено сметам дека ние треба наместо за некои партиски тези, треба еднаш сите конечно како здравствени работници и како професионалци кои што не се во ниедна политичка партија и оние здравствени работници кои што се представници на политичките партии, ние конечно да изградиме една здравствена национална стратегија на примарна здравствена заштита, на секундарна, терциерна стоматологија и фармација. Времето на промена на министри за здравство гледаме и на промена на влади доведува до тоа еден започнат проект да не се доврши, доаѓа друг кабинет на министер, започнува се од нула. Впрочем, организацијските директори се воведени во претходна влада. Не викам јас дека дали треба или не треба, најмал проблем, има и добри страни на организацијските директори. Имате клиники по 120 вработени. И сега доаѓаме до констатација дали организацијскиот директор бил добар или лош. Суштината на нашите проблеми е во, сметам според мене, ова како професионалец го кажувам, е во финансирањето на фондот за здравство. За еден здравствен систем да кажеме дали е успешен, ние тоа треба да го кажат пациентите. Значи, наместо цело време да правиме партиски анкети, која партија до каде е, треба еднаш да се запрашаат пациентите на една искрена и честна анкета. Дали сте задоволни од вашиот матичен лекар? Дали сте задоволни од вашиот матичен стоматолог? Дали сте задоволни од вашата здравствена заштита во регионалната болница во Кавадарци, во Битола? Дали навремено ги добивате диагностичките процедури? Дали навремено ги добивате интернистичките и хирушките дејности по градовите? И на крај, дали терциерните, односно универзитетските клиники имаат кратки или долги листи на чекање? И она што го кажа доктор Николов, позитивната листа на лекови. Ако се сеќавате, во времето, значи од 2017 до сега, да бидиме искрени, со предходниот министер, професор Филипче, мојот колега, доста лекови се воведени во поглед на таа биолошка иновативна терапија. Предходно знаеме дека имаше одреден период, не сакам никој да критикува, меѓутоа имаше паралелен увоз на лекови, значи влегуваа лекови од сомнителни производители. И треба да бидиме искрени, дали нашиот пациент со овој буџет на фондот за здравство
ќе добива квалитетни лекови, навремен апдейт на позитивната листа на лекови, дали ќе има 3 кафта за сите 100 пациенти или ќе има 3 кафта за 8 пациенти. Добро, да. Значи И здравствениот систем систем решенијата, да. Како приоритети за идниот министер за здравство новиот, кој можеби очекуваме до крајот на денот и да биде изгласан. Вакова фино звучи ако го спакуваме вака, но на терен што ни се случува? Ве слушав за анкетите што ги зборувавте. Ние секојдневно како медиуми кога го мериме пулсот на пациентите, на граѓаните што користат услуги, не се потребни баш и некои мерења за да видиме какво е расположението. Се доведуваме до она прашање, ќе има ли кој да не лечи или кога одиме на лекар, со нас да носиме некои придружни средства и не знам хигиена и така натаму по болниците. На терен што ни се случува е прашање за сите, едноставно сум го напишала, зошто пропадна проектот клинички центар. Ниту една влада, зборам, ова е стратешки инфраструктурен проект, не само овој и Штипскиот, нели, а и Кичевскиот, да го споменам, за него го пишуваме пред 39 години почнал да се гради. Го има во партиските програми, ги има веројатно на сите партии, овие клинички центри се одвојуваат во буџетите пари секоја година, состојбата знаеме каква е. Дали политиката длабоко навлезе па ги поремети овие проекти или навистина не може да се реализираат. Еве со вас, Николов, почнувам од проста причина што ВМРО ДПМН беше тој што не даде пас на и не го поддржа последното законско решение предложено во парламентот. Дали го имате видено законското решение? Информиравме, да, Тоа секако. беше 9 члена предлог закон за лекс специјалис во кој што требаше да се даде приоритет на некои компании кои што треба некаде да направат клинички центар. Прашањето е се поврзува со ова кое што го кажа доктор Ендевски. Стратегијата во здравството треба да е почната од да не прекинува со секоја нова гарнитура на министер за здравство. Нас токму тоа не се случи. Клинички центар проектот не е пропаднат. Ние имаме готов проект на клинички центар кој што е платен од Република Македонија. Тоа е клинички центар Мајка Тереза. Прашањето е зошто се одлучи тој клинички центар да се раскине, односно да се прекине тој проект. Сега ќе ви кажам зошто се случи и како се случи. Доколку прошетате во тој делот кај клиниките, сега можете да видите две огромни згради кои што се прават на облакодери, за кои што граѓаните плаќаат баслосновни суми по метар квадратен. Во истиот тој дел, за да се изгради клинички центар, се повика експерти, стручњаци, архитекти и така натаму, кои што кажаа дека овој дел на градот е многу пренаселен и тука ако се направи клинички центар беше оправдувањето. Зошто да не се направи и зошто да се раскине готов договор и готов кредит обезбеден од Европска развојна банка, при што проектот требаше да кошта помеѓу 70 и 100 милиони евра. За да некој, а тоа некој се Зоран Заев и Венко Филипче, одлучат дека тој проект треба да се прекине и дека треба да се предложи специјален закон, лекс специјалис, составен од 9 членови, кој ќе го видите толку, и врз основа на тој закон да се најде некое друго место, кое што го предлагаа беше местноста Веле Поле, на кој што би се изградил клинички центар од 500 милиони евра. Добро. Сега, стратешкото прашање и тука е направена стратешка грешка, која што веќе никој не може да ја негира. Доколку се завршеше клинички центар Мајка Тереза, ние, а тој требаше да се заврши во 2018 година, или најкасно 2020 година, ние многу посоодветно ќе одговоревме на предизвиците кои што ги донесе пандемијата COVID-19. А што ни се случи? Ни се случи да имаме идеја за клинички центар без проект. Вие проектот го немате видено за Веле Поле. Никој го нема видено. И останавме после 7 или 6 години власт, колку е СДС, Алијанса, ДУИ, заедно сите, без нити клинички центар Мајка Тереза, ниту клинички центар Веле Поле. Но, проектот на Мајка Тереза е собственост и е готов, и е собственост на Република Македонија. Сега, оваа стратешка грешка беше обзнанено
од министерот во заминување и заменик министерот Рендевски дека пеналите кои што треба да ги платиме, односно Македонија да ги плати за раскинувањето на договорот, чинат меѓу 9 и 19 милиони евра. Ако тоа не е стратешка грешка, не знам што е. Заедно со оваа стратешка грешка има уште неколку. Ве молам, да, ќе го продискутираме. Еве, јас мала генеза извадив, значи првата најава од ВМРО ДПМН за клиничкиот центар е 2011 година, па потоа во 2014 година се фрлаат лопати, се сече црвена лента, 2016 се подпишува договор со градежни фирми непосредно пред промена на власта. 2017 тогашниот министер за здравство Таравари ќе изјави: минатата влада упорно промовирала изградба на клинички центар, а всушност не се работи за клинички центар, туку само за една зграда за интерни клиники и тоа е само едно парцијално решение. Подобро беше парцијално решение него денешно никакво решение. Малку сакав да направиме разлика помеѓу целиот комплекс Тоа е клинички. реторика на Зоран Заев и Венко Филипче, не е на Арбен Цитирам Таравари. тогашниот министер за здравство, клинички центар. Ве молам, докторе, повелете. Па не, слушајте, ја затоа преска кажав дека мора да ги здружиме силите, иначе вака ако настапуваме поединечно, секогаш ќе имаме вакви проблематики и ќе се вртиме во круг. Не прашувам зашто одлуките на политиката ги плаќа граѓанинот преку својот джеб. Во конкретниот случај преку нели одштетата што треба да ја платиме. Тоа нема функционерите од свој джеб да ја платат, ниту пратениците во парламентот. Дали се Ние сеќавате ќе го зградата платиме на тоа. гинекологија колку пати правеа свечено отварање? Можда едно 10 пати. Кој ќе дојдеше министер, свечено отварање на зградата на гинекологија и на крај е пак без технички прием. Ако нешто не се сменило, еве, ќе го повлечам збор. Колку време да е без технички прием, Па, сигурно има. не знам, еве затоа Гинекологија кажувам, ја работи последната више две информација што ја децени, имам, 10 години. значи без технички прием. Таа зграда неколку пати. Не е возможно. Да, Добро, не знам, еве, затоа реков, ако не вака, ќе го повлечам зборот. Ова што кажавте со Кичево, тоа е недопустливо, нонсенс. Таа зграда е више стара, може и така да се каже, а условите во таа болницата во општата болница во Кичево, да не ви кажам какви се. Значи, ние како партија во 2017 не влеговме во влада како другите партии што влегуваат. Еве, ако ја земете програмата за здравство на владата од 2017 до 2021, овде е само програмата на СДС. Значи, овде на ДУИ нема ништо од програмата за здравство. Тогаш ние наметнавме и наша програма. И ние тогаш кажавме дека местото каде што сега е клинички центар е неадекватно, дека тоа е павилонски тип на клинички центар. Знаете, ништо нема заедничко. Не знам дали сте имале прилика да видите како се транспортира еден пациент од, не знам, од нефрологија до радиологија. Дожд, снег, сонце, тоа е катастрофално. Недопустливо за една држава која има интенција за влегување во Европската Унија. Ние Затоа проектот беше да има една зграда која што ќе ги поврза сите згради и да биде од гинекологија до хирургија, да не биде павилионски систем. Ние и тогаш кажавме дека не дека зградата е лоша, јас имав прилика и да ја видам. И за очна клиника имаше дел, све тоа беше добро планирано, него самиот простор каде што е клиничкиот центар, он можда е наменет за помал број на граѓани кога било Скопје, не знам, можда во половина на становници, а не сега можда има и милион. Не се сите регистрирани тука. И затоа таа гужва нас и таа дезорганизираност ни даде идеја да клиничкиот центар мора да биде негде на периферија, за да може, значи, самата инфраструктура сообраќајна да биде полесна, за да стигне пациентот побрзо. Не знам дали знаете што се случува додека стигнува еден пациент кај нас на кардиологија, еве денеска баш гледав каква гужва е. Добро, еве министерот предходниот пред сали, значи Филипче направи на влезот да има посебен влез за хитните случаи, посебен за пациентите и вработените. Ние од тогаш баравме посебен влез и министерот Таравари тогаш разговараше со сообраќајните шефови на Скопје да најдеме и друг влез во клиничкиот центар. Но и ние како партија стоиме на тоа дека клиничкиот центар треба да се гради
во периферија некаде, но пак ќе повторам, мора да седнеме сите заедно како што се договарја се за патиштата. Фирмата Енкел како беше Бехтер. Да, се договорија сите партии дека више нема тендери. Тие ќе ги градат улиците во Македонија и точка. И ние така во здравството, мислам комисиите, да најдеме заеднички јазик, да направиме заеднички план, да се договориме како што треба и да нема вакви пенализации. Стварно 19 милиони за здравство во Македонија е голема пара. Мислам со толку средства ние можеме многу работи да средеме кај нас. Козле чини 8 милиони евра, болницата педиатриска Козле. А ние пенали сега ќе платиме за неизграден клинички центар 19 милиони. После, Да, не знам дали уште е дефинирана сумата Рендевски, се знае ли пред да... Ако не е 19, е 9. Опериравме 8,5-9 милиони до 19,5 милиони евра. Немам искрено точна информација, она пак што треба, значи го повторувам, за вакви големи проекти треба да имаме долгорочна стратегија. И искрено, значи тој во сума на пари што кажува доктор Николов, е тој поевтин клинички центар, меѓутоа реално и сам кажува и така е, сите знаеме дека тоа е парцијално решение. Значи дел од хируршките клиники остануваа во старата зграда, се доградуваше нова зграда, современ клинички центар по сите стандарди треба да биде во една зграда. Локацијата е друго прашање. Од една страна има добри страни и оваа локација, бидејќи тука пак е целиот медицински кампус на факултети, од друга страна реално сами гледаме дека пристапот до клиничкиот центар со зголемената популација на град Скопје е се потешка. Од друга страна има и позитивни работи доколку би се изградил на друго место. Затоа викам за вакви големи проекти, за да не се доведуваме до кочење, до пенали, треба навистина да изградиме и долгорочна стратегија и за инфраструктурата во државата и, кажувам, долгорочна стратегија во поглед на вработувањата, во финансирањето на буџетот на Фондот за здравство. Ние сме закочени во меѓусебни препукувања од една до друга политичка партија. Тука треба да се уклучат и професионалци, градежни инженери, архитекти, кои што ќе измерат фреквенцијата, брзината на пристап на пациентите, така што за да дојдеме до едно навистина долгорочно, трајно одржливо решение кое што ќе ги задоволи сите. И ако се договориме тоа да се тера било која влада, било кој министер, Од позиција на доскорешен функционер во Министерството, реален ли е овој проект клинички центар? Може ли некогаш да се оствари да се постигне некој политички консензус врз основа на што и во отсуствајте на тие стратегии да се истурка како проект? Можно ли сметам е? дека е реален. Значи, тие пари би се обезбедиле со кредитирање, да се разбереме. Буџетот на Фондот за здравство, годишниот буџет, се користи за финансирање на обезбедување на плати на здравствените работници, за обезбедување на медицинска опрема, за лекови, за тековно функционирање на здравствените установи. За да градиме ние капитални објекти, сигурно тие не се истите пари од буџетот на Фондот за здравство. Треба да се обезбедат ребаланси, кредити дополнителни, тие се големи инвестициски циклуси што треба. Ние имавме на располагањето и кредит од Европска банка за кој што сега практично праќаме пенали поради неисполнување на самиот проект. Клучната препрека во ВМРО-ДПМН не беше конкретно за клинички центар и отсуството на поддршката, не е ли? Клучната препрека е стратешката грешка да се прекине проектот. Не е во ВМРО-ДПМН. Како може да Клинички го центар продолжат? Мајка Тереза беше проект во напредната фаза. Собственост во моментот, проектот е на Република Македонија. Не, видите, проектот, ве молам, проектот, само да расчистиме ова, проектот на хартија во напредна. Ние на терен имавме само почеток на изградба на една На терен имавме дупка расчистена зграда на гинекологија. Таму беше старата зграда на гинекологија, која што се комплетно премести, односно се разруши и се премести во нова зграда. На местото на старата зграда требаше да се продолжи проектот. На тоа место Венко Филипше направи паркинг. И тоа не на катови, барем можеше да ги направат на катна гаража да биде. Направи едно ниво. На тоа едно ниво не собира доволно автомобили кои што би ги покриле потребите на клинички. Повторно утната стратегија. Доколку збориме за стратегија, промашувањата последните 5 години се енормни. Да ви кажам само за клинички центар и дополнителниот кој што го зборувате. Доколку сакаа минативе 5 години или 6,
тие можеа да го завршат клинички Мајка Тереза и да подготвуваат нов во Веле Поле, заради тоа што само проектната документација зима 2 до 3 години. И тоа е точно што го зборуваат и Татеши и Рендевски, дека ниту една влада сама не може да го истера целиот проект. И потребна е стратегија. Но стратегијата да не биде базирана на конфронтации кои што доведуваат до стратешки грешки. Јасно. Втора работа, да не го забораваме клинички центар Штип. Исто во напредната фаза, уште понапредната од клинички Мајка Тереза. Зошто стои? Стоеше предходните 6-5 години, стои во последниот период на кога министер за здравство беше Беким Сали, доскорешниот министер. И понатаму не е мрднато, го немаме клинички центар Штип. Зошто го немаме? Тука кој пречи? Повторно ли ВМРО ДПМН пречи? Не. 5 години готов проект. Спремно почната градба на предната фаза. Да, доволен период за да може да се заврши, а да ја споменам тука и пречка да се Охридската болница, мислам, Охридскиот клинички центар, како се вика Охридската болница, која исто така е почната да се гради и таму работите се застанати на пола пат. Паралелен пример имате со акцелераторот во Војна болница, кој што еве спомнавме отварање повеќе пати, го отвараме едно 10 пати е сечена лента и предходниот министер и Беким Сали и прашајте дали пациент се лечи на акцелераторот во Војна болница. Се уште не. Да. Белким, Фатмир Меджити, еве тоа му е краткорочно што може да направи, да го активира барем акцелераторот во Војна болница, бидејќи се е готово. Се е готово, на пациентите уште не можат. Значи, организационно е прашањето. Еве уште една, ако може да кажеме, предлог, идеја за завршување. Да, ако би може да додадам. Да, повелете. Па ова за локацијата, кажав и преска дека не е адекватно, мора да се сложиме и дека е тоа парцијално решение, но дали требаше да се гради тој клинички центар во Мајка Тереза, значи на Водњанска, како и да е, ние и да направиме нов клинички центар. Ние мора паралелно да интервенираме и во зградите на кампус, универзитетскиот кампус, значи Мајка Тереза во Скопје. Дека тие згради се руинирани и многу се стари. Некогаш и се и опасни, да не кажам, има моменти кога се и опасни. Значи, освен тоа што ние треба да размислуваме за локацијата, за заеднички настап, ние треба да бидеме малку и по-предпазливи. Зошто нас ни треба клиника од 500 милиони евра? Не знам, не сум професионалец во тој дел. Нас не треба и една анализа за 1.800.000 колку има активни граѓани во Македонија, дали треба ние да имаме таква голема болница, која можда ќе оди на 800 милиони, има идеи. Некој вика дека може да премашува и 100 милиони евра. Една милиарда, пардон, да. што е една четвртина од нашиот буџет, така? Во Истанбул нова што е направена. Добро сега и затоа мислам дека треба добра анализа од професионалци, ова што рече колегата Рендевски, да се вклучат тука и независни професионалци кои имаат искуство. Значи ја сум имал прилика во Истанбул да бидам на еден саем на градежници само за болници, за здравствени установи, така да можда и на тоа треба да размислиме, да сме малку поскромни заради општава ситуација што ни се случува. Малку ќе пробам, ако сакате поискрени да бидете кога зборуваме за темата партизација и политизација во здравството. Некако мене ми е несватливо и Верендевски со вас да почнам. Постојано информираме дека имаме дефицит на кадар, дека се заменуваат лекари, доктори, медицински сестри од јавното здравство, државното здравство, а од друга страна постојано зборуваме дека здравството се соочува со партизација и натаму преку политичките, партиските кои ни се ургира за вработување на сестри и на доктори, а од друга страна имаме сестри, медицински кадар од секаков вид кои што со години со договор на дело чека некое вработување. Колку таа политизација и партизација го доведе здравството до ова дереже кај што е сега. Често велам дека ова не е само состојба сега. Сега имаме состојба во која што трпиме последици на некое менаџирање од претходни година, 2, 10 години и така натаму. Ова е по мене суштината на проблемот во нашето здравство. Се поголемиот одлив на медицинскиот кадар. Ниту новите болници лечат, ниту новите
компјутерски томографи набавени, ниту магнетните резонанци. Ние од ден на ден го губиме здравствениот персонал и по одлив на пензионирање во однос на старосната структура и по одлив на се поголемо заминување на младите дипломирани кадри и доктори и медицински сестри. Јас обезбедив еден податок понов релативно од 2020 година од Евростат, каде што Македонија за жал е убедливо на најниското место со само 705 вработени во болници на 100.000 жители. За споредба, соседна Србија има 939 вработени, Бугарија 1018, Словенија 1287, поразвиените земји се меѓу 1500 и 2600. Девски, извини, тука се само здравствените работници сите вработени или и другиот персонал? И другиот персонал во болниците. Јас ќе кажам, имам работено и во Битолската болница претходно, и на Универзитетската клиника за неврохирургија, и како лекар, и како директор, еве и од функција на заменик министер. Ова го кажувам лично како лекар. Ситуацијата во болниците по градовите, во помалите градови е алармантна. Старосната структура е над 55 години. Оваа бројка од 705 за кратко време, за 5 до 6 години, ако ние не превземеме нешто суштински, ќе падни на 500. Имаме веќе затворање на оделенија. Не критикувам никој дали биле СДСМ, дали ВМРО, го кажувам како лекар. Во мене суштинскиот проблем за ова да го надминиме не е во партизација. Ова го кажувам како еден проблем што го увидов како заменик министер. Ние имаме проблем на би рекол помеѓу Министерството за здравство и Министерството за финансии во поглед на вработувањето на медицинскиот персонал. Упатив апел и до пратениците кога бев на една седница на пратенички прашања. Мора правно да се надмини проблемот вработувањата во здравствените установи да се поедностават и во поглед на превземање и во поглед на нови вработувања. Ако се направи контура на број на вработени, еве во клиничка болница Штип, по број на оделенија, по број на специјалности, лекари, медицински сестри. Треба тие вработувања да ги реши менаџментот на болницата во соработка со Министерството за здравство и Фондот за здравство. Не може Министерството за финансии, ние чекаме одредени одобрувања кои што траат со месеци. За трансфер на одреден здравствен работник моментално треба дури 6 подписи. Подпис од директорот што го превзема здравствениот работник, онај што го пушта, директорите на фондот за министерот за здравство, директорите на фондот за здравство, Министерството за финансии, Министерство за информатичко општество. Тоа треба правно да се поедностави, значи да зависи од самиот менаџмент на болницата и од фондот Ова и Министерството. Административни потешкоти и бариери ние имаме во вработувањата. Но кои не може да бидат нели оправдание во случај кога имаме на пример медицинска сестра 5 години или 9 години работи со договор на дело. Се сложувам, треба комплет договор на дело треба да се укини. Треба сите вработувања да се решава. 3 години не може. Имаме и по 9 години волонтери. Еве јас ќе кажам. Пример давам за да нема партизација во здравството. 2017 година бев назначен за директор на Универзитетската клиника за неврохирургија. Бев еден од најмладите директори. Во мојата клиника имав преку 20 вработени со договор на дело, кои што беа вработени од претходната власт. Сите до еден, јас кажувам, најодговорно, најискрено пред цела јавност, сите до еден добија решение. На ниту еден му беше побарана книжка од СДСМ или од било која друга партија. Јас сум горд што тие вработени се дел од мојата клиника. Така треба да работиме за да имаме здраво и одржливо здравство, особено во јавното здравство. Да, ова пример е исклучок да кај нас не. Исто имаме, извинете ако може кратко да додам околу процедурата на вработување. Воведени се тие полагања на квалификациони одредени тестови за вработените, за кандидатите, и сега директорот треба да одбери од трите кандидати еден, испаѓа едниот, се јавуваат процес на тужби, пропаѓаат цели конкурси. По мене треба за еден здравствен работник, медицинска сестра, лекар, пред се и хумана професија.
ние кандидатот прво како човек не го познаваме. Доаѓа некој, полага тест, прашање, тој тест дали го одговори честно или ги доби прашањата, немаме појма кој е. Го вработуваме, тој утре се однесува, да кажам, на едно недостоинствено ниво, ниту кон пациентот, ниту кон колегата. Комплетно тој систем на вработување, критериуми ние треба да го промениме. Да има 3 месеци по мене обавезно волонтирање, оној што сака да работи во одредена установа, да помени барем 50% да има позитивно мислење од стручниот колегиум на клиниката, значи треба да се изјасниме тој дали како човек е праводобар, дали има домашно воспитување. Ние имаме специјализанти кои што одат на конгрес и по Facebook статус плукаат по клиниката, по учителите, по нас и тие кандидати сакаат да бидат вработени утре на таа клиника. Или доаѓаат медицински сестри со пирсови. Треба да имаме еден кодекс на однесување во здравството, да видиме кои се луѓето, па после менаџерот на клиниката да одлучи кој да биде вработен. Суштински ние треба да промениме многу работи, ако сакаме да имаме квалитетно здравство и да имаме навистина добри здравствени неколку работи, ќе ми дозволите малку реклами, па продолжуваме околу одлив на кадар. Мала пауза и продолжуваме со емисијата. Продолжуваме со вториот дел од емисијата. Завршивме на темата одлив на кадар и партизација и департизација на здравството. Доктор Татеши, и вие сте биле на функција. Кој е клучниот проблем? Она што го кажа во првиот дел од емисијата. Која е логиката? Велиме имаме недостаток на кадар, а не ги вработуваме оние кои долго време работат на клиники по различни основи или волонтираат, а од друга страна ни се случува да изгубиме луѓе не само миграција во приватни клиники домашни, туку и надвор. Што треба системски, како да го решиме ова? Па, здравството како целина да функционира добро, треба, рековме, финансиска политика добра, малку зборевме, инфраструктурна, еве и сега вие ја нашнавте и темата кадровска политика, која кај нас по мене е многу проблематична и некако е многу врзана со политиката. Тоа мора да се сложиме. Дека за едно вработување, вие знаете што се случува кај нас, кој треба да бидете, каква боја треба да имате и понатаму. Што се случува друго? Ова е малку страшно кога зборуваме за здравството, бидејќи кога е здравието во прашање сите велиме нели нема цена здравието. Да, например, се друго можеме да го дебатираме. Ама секој од нас кога ќе отиде на лекар нели, кога е здравието во прашање сакаме тука ви се отвори прашањето здравје по балансер. Балансер, добро сега. Да, тоа е веќе друга тема. Се сложувам, можда во некои делови тоа и не треба да важи, ама има и обратно, каде што, ајде сега да не навлегуваме и во други теми, него еве пример сакам да кажам, кога бев на едукација во Турција и баш со професорот што ме едуцираше за страбизам, ова го зборувавме. Таму за него работеа најдобрите специјализанти. И не беа бирани по партиска или не знам каква основа. Затоа што и самиот професор немаше интерес да бира доктори што под наводници немаат врска со работата. Ме разбирате? И кога им кажував што се случува кај нас, он ми кажуваше дека тоа во Турција било пред 90-тите таму, 80-тите години од прошлиот век, така? И ние треба да најдеме друг начин. Нашиот канцер е популизмот. Нашиот канцер е гласањето. Тоа е многу важно, да обезбедиме гласачи. Значи, ако вработиме една сестра, еден доктор, тој ќе ни носи не знам колку гласови. Тоа е можда најголемиот проблем. Него сега да навлеземе и во начинот како се вработува кај нас. Моето прашање е дали на сметка на вработување на стручни кадри ние ги губиме за да вработиме некој по партиски или еве и по етнички клуч, што споменува Николов. Дали веќе мора да се одлепиме од тоа? Треба да се одлепиме. Треба да се одлепиме. Јас сум против позитивна дискриминација, барем во моменти кај што треба професионализам. Мора да има, значи јас кога оперирам пациент, можда примеров неадекватен, што ако сум ја албанец, пациентот е, не знам, македонец, па сега да се смениме, така? Нема потреба. Ние треба сите да сме исти и кај во медицината, значи има правило каде што тоа не треба ни да се зборува на оваа тема. Таа позитивната дискриминација се сложувам. Значи имаше долг период кога
заедниците во Македонија не можеа да се вработат во клинички центар заради X причини. Сега со демократијата докажавме дека еве и другите може овде да бидат добри лекари, како што се и моите колеги од сите националности. Ја на таа тема не сакам ни да зборувам, него проблемот е што ние со вакви политики ние ги демотивираме младите. Ние треба да почнеме од факултетите. Значи најдобрите студенти ние ги демотивираме за тие да останат. Додека бев асистент на медицински факултет во Скопје, значи од 10 студенти 6 секогаш до 8 дава податоци дека ќе заминат од државата. Кога ги прашувате зошто, не е само платата, не е само висината на платата, него начинот на како доаѓаш до вработување, како доаѓаш до напредување во здравството. И све ова после директно и индиректно влијае и во самата проблематика на лекување на пациентите. Во квалитетот на здравството. Во квалитетот, затоа што, само малку, ако примарната здравствена медицина е стражар на секундарната, ние тоа го немаме овде. Секундарното здравство кај нас е атрофирано. Министерот Беким Сали даде податок дека 500.000 упати биле дадени во 2022 од периферија према клинички центар. Тоа е невозможно. Значи мора да се најде еден гард за тој голем флукс да се прекине да доаѓа во Скопје, дека све тоа после влијае и во самото замор, појавување на замор кај самиот персонал во терцијарното здравство. И Николов, зошто споминавте здравство по балансер? Вака, јас спомнав затоа што е навистина важно и актуелно во изминатиот период, но сакам да ви кажам, има неколку документи и анализи кои што ги прават релевантни институции во врска со здравствениот систем во Македонија. Тука е извештајот на Европската комисија, имаме од Светска банка извештај, односно Светска здравствена организација за извештајот на македонското здравство. Сега, за извештајот на Европската комисија, дозволете да ви прочитам дел кај што вика дека има назадување за последната година, назадување во дефицит на медицинскиот персонал и дека специјалисти мигрираат од јавното здравство во приватното здравство заради дефицит на инфраструктурни објекти, спомнат неизградба на клинички центар и не постојат активности за подобрување на здравствените политики. Сега, тука би спомнал дека она што го слушнавме од заменик министерот, дека е навистина комплицирано да се добие позитивна селекција, односно да ги добиеме кадрите кои што му требаат на здравството, терцијарното здравство или на останатите здравствени системи. Нас, круцијална и неопходна потреба ни е позитивната селекција. Без разлика на влијанието, односно треба да се минимизира влијанието на партиите, политичкото влијание и уште се надоврзувам да се минимизира влијанието на балансер. Балансерот во здравството за мене треба да се укине. Тоа е едно. Второ, сакам да кажам дека последнава година дена ние изгубивме врвни стручњаци од здравството. Професор Менка Лазаревска си отиде од радиологија. Заедно со доктор Ѓоревски. Го изгубивме еден од најталентираните уролози од младите уролози, доктор Владимир Лозановски. Не успеавме да го задржиме на клиники, заради тоа што и покрај подписите на двата директора, и покрај подписот од неговиот ментор професор Ставридис, меѓу кои професор Ставридис ќе си оди од јавното здравство, тој не успеа да добие решение да биде вработен на клиника за урологија. Сите овие мали примери прават големи аномалии и големи деформитети во здравствениот систем. Доколку продолжиме на овој начин, ние навистина сме загрозени да во иднина имаме персонал што не лечи. Сега, покрај високите кадри имаме проблем со средниот персонал. Повторно да го спомнеме. Пред извесен период ни се случи протест на средниот персонал, на кој што министерот Беким Сали му ветуваше покачување на платите за одредена сума која што не е воопшто значителна. Тоа ветување им беше давано уште во периодот на пандемијата COVID-19. Ветувањето беше нереализирано во месец ноември и за да се соочиме со една вака експлозија односно едно големо незадоволство за прв пат манифестирано низ сите здравствени институции во земјата, кое што беше пред неколку дена. Тука би кажал и порака не само за идниот министер за здравство, и за идната заменичка министерка за здравство, мислам дека е доктор Манолева, да доколку се соочува со вакви проблеми како доктор Ендевски,
Веднаш да си поднесе оставка, да не го трпи Фатмир Меджити, па да бидат некаков баланс и некаква коалиција за да се одржи здравството какво такво, односно да се одржи владата каква таква. Доктор Татиши, вие за балансерот што мислите етничкиот? Дали е крајно време да се оди строго на професионалност и да ги тргнеме барем тие бариери во здравството кога зборуваме за здравието? Па сега ја кажав тоа што мислев. Па не се сложувам дека треба да има балансер во оваа фаза кога можам да кажам сите институции се отворени и ние свативме дека професионализмот сега не е поважен од името и презимето и потеклото. Еве сега морам да кажам има институции каде се затворени. Например, ја после 13 години асистент едноставно бев избркан од катедрата за офталмологија и сега ако инсистираме ние да бараме балансер, можда во некои такви случаи и е потребно, не знам. Али за професионализмот јас сум дека треба да постои и тука да мора да успеат само тие што се подобри. Не можете вие да вработите млад доктор директно во терцијарно здравство, а он нема искуство, да кажем, во една мала интервенција што треба да ја направи. Значи, треба да се најде друг модел на вработување на терцијарното здравство, на професионалци кои тоа го заслужуваат. Нас не ни треба доктор да работи во терцијарна установа, а он цел ден се бави со примарно и секундарно здравство. Знаете тоа кој трошок е. Дека вие го праќате од секундарно здравство и завршува пак на доктор кој дава здравствени услуги на ниво на секундарно здравство. Значи, ова мора да се најде некој начин, не знам, дали ќе бидете бодување, дали ќе биде тоа со поени на интервенциите што ги правиме. Се проба таму со, не знам како и беше тој проектот, и тогаш не успеавме, не знам, подобрите доктори да бидат наградени, 20%, ама се земаше платата од тој што не работел. Значи, и тоа беше дискриминаторски. Треба да се најде еден друг начин, не знам како моментално, али треба за тоа да се седнат и да разговараат луѓе што имаат искуството, ако не, да ги прашаме и луѓето во странство. Како тоа се прави? Ние сите сме биле на едукација, гледаме како таму, јас кога бев во Лондон прашав и за себе. Дали можам да се вработам во Moorfields Eye Hospital? Ми рекоа нема проблем. Нит ги интересира како се викам, од каде идам, нит дипломата ми ја бара. Значи, fellowship 6 месеци, ти 10.000 страници за учење, ќе полагаш пред комисија на болницата и се вработуваш. И таа дозвола ќе ти биде само за таа болница. Ако ти се чувствуваш дека можеш да работиш во цела Британија, тогаш требаше во таа кралевската нивна. Не верувам дека постои функционер или некој што ја презема функцијата во Министерство за здравство, а да не знае или да не праша како може да се оправат и исправат работите во државата. Се погласно се зборува дека има некоја интенција тивка што подлабоко и посериозно да се уништи јавното здравство на сметка на приватното здравство. Кај нас не сакам да верувам дека не може да има и приватно здравство. Дека ова што кажуваше колегава. Добро, докторе, ама пациентите сите завршуваме во приватните болници кога ни треба некоја услуга, одиме таму, ги оставаме. Тие што може да платат, да. Ама имајте предвид дека луѓето кога се во зор во не дај Боже некоја ситуација бараат со сите можности да обезбедат некои финанси. Пандемијата покажа дека без јавно здравство не може да има здравствен систем. Проблемот кај нас е што процентот на приватното здравство зазима толку големи размери да станува неодржливо, системот не може да се одржува. Тоа е големиот проблем. Инаку, пандемијата покажа дека не можете вие да немате инфектолози, епидемиолози и сите оние кои што беа во првите редови кога беше најкритично. Морам уште ова да додам. Например, вие гледате како миграцијата, рековме, од јавно во приватно. Истите луѓе, истите доктори, истите сестри, како функционираат во приватното здравство, каде што има јако менаџерство. Знаете, таму е друг мотив за разлика. Добро, и платите се јаки таму, можеби поразлични и сето тоа, целиот тој контекст и условите за работа. Не можеме да кажеме дека дека нема пари во јавното здравство. Ја мислам дека тука е слабото менаџирање. Рендевски има ли нешто ново околу колективните договори? Вашите колеги изминатата недела излегоа на некој предупредувачки протест за време на паузата во институциите здравствени. Се бара она што е вака да едноставно кажам, зголемување на плати и колективни договори. Има ли нешто ново пред заменување
од функцијата заменик министер околу колективните договори? А јас бев директно вклучен во тие преговори, на некој начин и овластен од мојот колега, од претходниот министер, доктор Беким Сали, бев уклучен во преговарањето и со двата синдикати, и со Гранковиот синдикат, и со синдикатот на Клиничкиот центар, заедно со представниците на Фондот за здравствено осигурување. Она што беше договорено, практично беше на 3-4 дена пред започетокот на реконструкцијата на владата, беше постигнат договор за зголемување на бруто платата за медицинските сестри од 3000 денари и бруто плата за останатиот медицински и немедицински персонал 2000 денари. Понатаму треба променетите коефициенти да одат на мислење до Министерството за финансии и Министерството за труд и социјала и откако би добиле позитивно мислење, владата го овластува министерот за здравство да го потпише тој колективен договор. Со тоа што започна практично реконструкцијата на владата, тој процес прекина. Јас затоа и беше направен протест, не беше тоа штрајк, меѓутоа се даде до значење на идниот министер дека бидејќи е обеќано од мартовската плата, значи треба технички тоа брзо да се изработи за да може да биде имплементирано со Очекувате од мартовските новиот плати. министер да го продолжи процесот на усвојување, потпишување на колективен договор? Јас се надевам да, искрено, бидејќи е де факто договорено и со двата синдикати и со Фондот за здравствено осигурување околу таа финансиска конструкција. Да, доктор Татеши ќе продолжи ли, еве, колективниот договор е готов, ако може да веруваме на зборот? Па би требало, тука нема дискусија. Ја мислам дека ние не треба да ствараме страни, тие и ние. Тука интересот е заеднички. Јас се надевам дека колегата Меджити, колку ја што знам, он сигурно ќе го продолжи разговорот и мора да разговараме. Не може да се решат работите ако не разговараме. Добро, тој колективен договор е во интерес на сите, мислам, како На сите фела затоа ваша. Не треба да има страни Да. тука. И ја мислам, еве, денеска го слушав од Рендевски дека направени се доста работи во тој дел. Треба и министерот, идниот министер да продолжи и во тој дел да нема проблеми. Мислам, да се најде заеднички јазик, дека интересот ни е заеднички. Доктор Николов, и се стасали до некоја достоинствена плата за здравствените работници, еве конкретно за медицинските сестри да зборуваме и за лекарите. Знам дека во различни институции од различни фактори платата е детерминирана и на различно ниво, но она што го знаме дека владата актуелна вели дека секоја година имаме 5% зголемување на платите на здравствените работници и дека сепак е дојдено до некое достоинствено ниво. Мораме да стасаме на достоинствено ниво. Во моментот немаше да има протести доколку нивото беше достоинствено. Но сакам да ве прашам, дали се чувствува процес дека има движење на платите во здравството? Тебе прво тоа да го расчистиме, ако е вистина. Имаше движења на дежурствата и на повикот на овие што се на приправност. Реалноста е дека она ветување бомбастично кое што беше од 100.000 денари личен доход не е остварено. Тоа е реалност. Но да не зборуваме за пари, да зборуваме за ова кое што ни го покажа Рендевски. Ние сме на дното по здравствени работници кои што се на ниво на Европска унија, вклучени во здравството. Оваа слика мораме да ја поправиме. Ако не ја поправиме оваа слика, тука не станува збор само за лекари, станува збор за медицински сестри, за техничари, за болничари. Ја прашувам како се поправа. Ако тоа не го, па еве го, еден од начините на поправање, еден од другите начини на поправање е висината на платите. Но и не само тоа. Доколку направиме анализа бројот на администрација по здравствен работник, веројатно Македонија ќе биде горе. Вака ќе биде. Мислам дека сме сведоци ние као здравствени работници и сега ние од сликата од вака треба да ја направиме да бидеме што поблиску до европските земји. Значи вистинска анализа ни треба. Ова се почетни чекори, но верувате луѓето не се вака прилично разочарани. Немаше да има протести ни сите здравствени институции во земјата доколку ветувањата беа реализирани и втора работа посебно падна она разочарување со
тоа однесувањето, вака раскалашено однесување на фондот за здравствено осигурување, после по информации, особено по информациите дека е хакиран системот, дека се хакирани податоците, дека здравствените, не само здравствените работници, него оние здравствени осигуреници не можат да се ги остварат своите права, тие нивната нервоза ја истураа на нас во амбулантите. Значи вие имавте луѓе кои што не можеа инвалидски пензии да подигнат, имавте трудници кои што не можеа да добијат неопходната здравствена заштита, имавте цела низа на линкови кои што покажаа дека има проблеми. И дополнително, како што ние во здравството знаеме да дежураме, да работиме на повик, кој има сообраќајки да излеземе од престрет, неврохирурзите знаат, кога има тепачки, очните лекари знаат да излезат, зачудуваше она ноншалантно однесување дека директорот е на фондот е на одмор, кој што си го има подпишано решението сам за себе. Така да мислам сето тоа ја прелеа целокупната атмосфера. И ние, здравствените работници, мислам дека имам право да зборувам во името на здравствените работници, бараме посериозно пристапување кон овие проблеми на сите институции кои што го чинат здравствениот систем. Не можете да ни кажете дека некој сериозно се однесува кога е на одмор и тој не го прекинува одморот и покрај тоа што се уничкосани податоците во институцијата која што работи. Добро, не е единствен фактор, тој таму повеќе зборувам тука за етички можеме морален да однос, релативизираме, но секогаш функцијата. директорот е тој кој што ги влече конците. Функцијата, точно. Околу платите сакам Рендевски да теше по еден коментар. Па јас ќе кажам со Колку можат платите и изголемувањето да бидете некој мотив, некоја искра да се фатиме за да ги задржиме луѓето во државното здравство? Колку можат платите да бидат мотив? Да бидеме реални, ние во приватните болници знаеме за примери каде што имаме двојно повисоки плати еве за медицински сестри. За разлика од државното здравство, во приватното се даваат поприлично подобри суми, стимулативни и што е логично еден вработен да мигрира во некоја приватна клиника, нели? Практично, главниот мотив придвижувањето во овој колективен договор беше одвојувањето на платата на медицинската сестра со средно образование, која всушност се изедначи со покачувањето на минималната плата. Моментално, медицинската сестра со средно образование зема 20.000 денари. Значи, во секоја држава, би рекол, во соседството и во повеќето од Европската Унија, една медицинска сестра треба да зема една средна просечна плата. Кај нас добро е што се придвижи, не ме сваќајте погрешно, минималната плата треба да се придвижува. И искрено ќе кажам сега, последните 5 години не се само дежурствата и ноќната работа, значи од 2017 до сега најголемо придвижување на платите кај здравствените работници на основната плата во мандатот на професор Филипче е направено со 40%. Доктор Сали во минатава година 5%. Значи направено одредено придвижување на платите. Кај медицински, значи тоа е вкупно 45% на основната плата. Кај медицинските сестри е 28%. Меѓутоа, реално, со порастот на минималната плата, со порастот, енормниот пораст и на потрошувачката кошничка која гледаме, беше 30 и нешто илјади, сега слушаме скоро 50.000. Реално, медицинската сестра треба да добива просечна плата во една држава, а ние се доведовме до ситуација таа да зема минималната плата. Така што, сега не сакам да навлегувам во проценти, во бројки, меѓутоа, здравствениот работник, ако сакаме да имаме здрав, мотивиран работник, одржлив здравствен систем, треба едноставно да го следи трендот на порастот на потрошувачката кошничка и за здравствените соработници, и за сестрите, и за лекарите, за да немаме одлив. И во приватното здравство, и пред се уште позагрижувачки е во странство што ни заминуваат младите. Доктор Татиши, завршуваме со вас околу платите. Па околу платите можам лично да кажам дека има подобрување. Не можеме сега да кажеме дека последниве 4-5 години, порано знаете едно дежурство не беше 300 денари. Не знам, имаше друг начин на калкулација на тоа како се исплатува самото дежурство. Него вие добро кажавте која е таа добра плата. Добра плата и ние не знаеме здравствените работници која би била добрата плата за еден професионалец.
Знаете, се чудат со нас, докторите толку плата, а пак се жалат. Ние една книга да ја купиме кошта 300 евра. Или да учествувате во некој конгрес таму, просечен да кажеме, се трошат пари понекогаш и сами даваме од наши средства. Треба уште да се работи на тоа. Ја мислам, можда и самата ситуација во државата, но и во целиот свет, значи кризата што се појави со пандемијата, и другите кризи што се појавуваат, све тоа влијае и на самата и на нашата држава која е така средно развиена. Но ова што кажа доктор Ендевски, значи треба на тоа многу да се работи, дека ние губиме мозок, имаме одлив на мозок, тоа не кошта многу. Знаете колку треба да се школува едно наше дете, например, од основно до завршување на медицински факултет, па специјализации, едукации и после на крај вие тој готов кадар го сервирате негде на запад или не знам во било која држава. Значи мора да се работи и овој дел. Како? Ја мислам дека пак треба заеднички. Пак ќе инсистирам на ова, можда постанав и досаден по трети, четврти пат. Пак гледам што се случува, знаете. Ако ние кажуваме нешто, од Алијанса, другите, не, тоа не е добро, не знам. Затоа можда, пак ќе инсистирам, мора да седнеме заедно. Ние се гледаме често заедно, мислам, со колеги, ја често пијам и утринско кафе. И таа тема неизбежна, ние ја разговараме. Али друго е да седнеме на една тркалезна маса, кај што ќе не води некој, и стварно овие работи да ги ставиме и на хартија. Ја уште еднаш ќе кажам, не дека нема пари. Треба добро менаџерство во здравството. Дали треба и приватно јавно партнерство, друга тема. Мислам дека и тука може. Има решенија, само дали има политичка волја за спроведување. Политичка волја ќе има кога вие ќе дојдете со добар предлог и ќе ги убедите сите партии дека тоа е добро. И кога самите професионалци ќе кажат дека тоа е добро, тоа е неизбежно. На крај завршувам со вас дека се согласувам со тоа дека не држи, нема пари, бидејќи во држава во која што годишно стотици милиони евра се одлеват и завршуваат некаде изгубени преку коруптивни канали, не можеме да речеме дека нема пари, ниту за пациентите, ниту за плати за лекарите. Значи првата точка треба да биде корупцијата и оттаму да се бара решението за се останато. Да. Добро, поврзана е, пак велам, тоа е некако според мене суштината. Ви благодарам на сите тројца што дојдовте. Благодарам за поканата. Тука завршува емисијата, почитувани, следуваат вечерните вести, од мене пријатно.